Кристина Палија сопран и Невенка Дуковска пијанист. Овие две млади девојки го сочинуваат дуото грациозо и грациозно ја представуваат нашата држава на голем број фестивали и концерти во Европа и на останатите континенти. Импресиите од секој нивен настап остануваат да тлеат и по неколку недели, но во Мароко, каде неодамна беа единствени представници од Македонија на интернационален фестивал и после 2 месеци се уште се пишува за нив. Нивната следна дестинација е Индија. Јас ќе кажам дека очекуваме покана од Индија. Да. Уште кога? Да, ете така. Друг континент исто. Нов предизвик. Баш така. Пак некој фестивал? Па нема да биде на фестивал, тоа ќе се бидат концерти. Лично концерти, да. Но пак концертна турнеја низ неколку град. Двете фасцинираат со нивната појава, а нивната потреба да го изразат талентот не бира место и време. Доволно е да има пијано на кое ќе свири Невенка, а веднаш до нејзе е Кристина со својот величествен глас. Додека патувавме за Мароко, летот ни беше преку Рим Мадрид, и во Рим имавме некои 6 часа да чекаме, но на истиот гејт каде што требаше да полетаме, имаше реклама на Санта Чечилија Италија и огромен концертен клавир, и навистина беше предизвик за нас и беше штета да не го пробаме клавирот. Предложив на колешките, имаше една виолинска со нас и Кристина заедно дали се спремни дали сака да настапиме, бидејќи имаше минувачи кои седнуваат на клавирот да го пробат. Но ние кога седнавме и кога викна Кристина, еве сега се изразам со нејзиниот сопран, предизвикавме буквално, ние собравме публика, не имаше веќе минувачи, кои како минуваа со куферици седнуваа околу нас. А еве како звучи кога, како што вели Невенка, ќе викне Кристина. Доколку сакате подолго да го слушате прекрасниот сопран на Кристина Палија, но и да откриете повеќе за овие две грации, конкретно, дали и колкава поддршка имаат од страна на Министерството за култура и кога и каде ја запознале неприкосновената Монсерат Кабалје, не пропуштајте го познатиот термин. Сабота, 20 часот и 45 минути, само во Агол, само на Канал Плюс телевизија.